Измените на изборниот законник остануваат блокирани. Нема решение и по последната средба меѓу координаторите на парламентарните партийнички групи во собранието. Сите остануваат на своите рововски позиции. ВМРО-ДПМН прифаќа се на црвената линија и гласањето на иселениците. Велат џабе преговараме, СДСМ и Левица прво нека се договорат што сакаат, па потоа нека дадат свој предлог за да постигнеме консензус. Тој СДСМ, Левица, како и некои други помали политички партии, и меѓу себе да се договорат за сите различности кои што ги имаат отприлика 4 клучни работи, бидејќи гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на дијаспората. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија по средбата молчи, иако денувија ги повторуваа своите ставови дека не се против гласањето на иселениците, тие имаат проблем со начинот на кој би гласале. По денешната координација не соопштија дали имало напредок или не. Левица пак се пазари, откако власт им го прифати барањето и помалите партии да добиваат повеќе пари за изборите, сега со нов услов би прифатиле гласање на дијаспората, но под услов Македонија да биде една изборна единица. Ние на маса ја ставивме една изборна единица, нешто околу кое што практично цело македонско општество согласува. Лидерот на Албанска лига Зијадин Села пак со сосема спротивно барање, не една туку Македонија да има дури 8 изборни единици. Нашиот став не сега, него и претходно пред овие избори и години уназад е 8 изборни единици. Од Демократската унија за интеграција вела дека преговорите не пропаднале по вина на сите, туку поради повлекувањето на одредени политички партии од ставовите за кои претходно бил постигнат договор.